Што има ново? Што има ново? Во Што има ново разговараме со Миле Бошњаковски. Повод за овој разговор е неодамна објавената репортажа Агент за влијание во Скопје, во која се обработува случајот со рускиот архимандрит Васјан Змеев, кој што беше протеран од Македонија во 2023 година по 2-годишно оперативно работење како агент на влијание во корист на Руската Федерација и разузнавачки действија насочени кон синодот на Македонската православна црква. Каква била улогата на рускиот архимандрит Змеев во земја, Бошњаковски? Тоа што македонската држава во 2023 го има утврдено е многу интересно, што претходните 5 години се случувало во Софија, во Бугарија. Да, архимандритот Змеев веќе од 2018 година има постојан престој во Бугарија како представник на рускиот патриарх и богослужи таму во една руска православна црква. Тоа е посебна приказна. Таа руска православна црква всушност они го нарекуваат тоа подворие. Тоа исто така на некој начин црковно-дипломатски спор околу имотот, меѓутоа тоа не е тема. Симптоматично е тоа што Змеев престојува од 2018-та, а ние утврдуваме да во 2023-та дека господинот Змеев, очигледно не бил свештеник, е агент на влијание. Зошто го кажувам ова? Каква индикативно улога имал тој во Македонија? Па индикативно е доколку ги земеме сите работи кои што се случуваат во периодот од 18-та до 23-та. Да, го имаме референдумот во Македонија, неколку изборни циклуси, па и преговорите помеѓу Бугарија и Северна Македонија и случај спорот со ветото. Го имаме ветото од Бугарија. Имаме аналитичари, впрочем, еден од нив во прилогот во репортажата укажува дека Змеев работел на една поширока операција. Тоа е негова мислење. Има две работи кои што се клучени. Змеев е утврдено дека работи за руски разузнавачки служби. Тоа е факт како агент на влијание во Скопје, во Македонија. Потоа е протеран и од Софија. Втората работа е дека он од 18-та година работи. Он 2 години работи во Македонија конкретно во, условно кажано, црковниот спор, кој што во случајов, да, црковен спор е, меѓутоа се користи за други цели. Зборува за спорот помеѓу МПЦ и СПЦ, во однос на автокефалноста. Точно така. Тоа што можеби понатаму треба да се истражи е неговото действување во Софија. Дали имал влијание на некои процеси кои што таму се случуваат и се разбира, тој не бил сам. Меѓу другото, бугарската служба која го протерува Змеев во таа црква која што ја спомнуваме, наоѓа и многу техничка опрема која што служи за прислушување. Добро, во твојата репортажа, која што ја објави Советот за етика на медиумите во земјава, велиш дека Змеев бил ангажиран во подготовка со вербална пропагандистичка реторика на дел од владиците на МПЦ за напад врз други владици кои што се поблиски до Вселенската патриаршија. Но и дека во таа пропаганда, односно напади врз овие владици, биле вклучени десни радикални политички структури во земјава, меѓу другото го спомнуваш и тогашниот лидер на партијата Десна, Љупчо Палевски, кој што знаеме дека подоцна беше уапсен и осомничен за двојно убиство во земјава. Како действувале овие радикални структури и која била целта на нападот врз владиците кои што се блиски до Вселенската патриаршија? Действувале очигледно организирано како група. Змеев, користејќи ја неговата функција и користејќи го, злоупотребувајќи го Светиот архиерейски синод на МПЦ, остварува блиски контакти со повеќе владици и едноставно делува во речиси сите епархии на црковно ниво. Добро, таму има нели она богослужење во чест на руските војници, па има некаква затворена средба. Тие се јавни настани кои што се случуваат пропратно на неговата клучна и главна дејност во Македонија, односно подготовка на таа вербална пропагандистичка реторика и машинерија,
која што беше исклучително силна и моќна и влијаеше на некои процеси и креирање на јавно мислење во Македонија, па дури и политичко би рекол. Нападите беа многу организирани конкретно врз владиката Партени како близок на Фанар, на Вселенскиот патриарх, беа организирани, се случуваа во континуитет, се случуваа на мејнстрим медиуми, се случуваа од страна на ботови, на социјални мрежи, се случуваа, како што кажа, од крајно десни радикални политички субјекти, Палчо, не би сакал да го користам тој прекар Љупчо Палевски, и што е индикативно се случува и од некои владици од Светиот архиерејски синод на МПЦ кон други владици. Ово укажува дека целиот синод на МПЦ на некој начин е жртва на Змеев. Дел од нив биле жртви на неговата, хајде да кажеме, влијание, моќ за манипулација, за укажување. Он ги користи тие сентименти на религиозност, православие, словенски народ и така натаму, и на некој начин ги врбува дел од тие луѓе, меѓутоа сепак тие требало да пресметаат колку се 2+2. Некој од нив влегува и во медиумски проекти со господинот Палевски, ако не грешам. Кој е твојот впечаток? Зошто медиумите не му посветија поголемо внимание на овој дипломатски скандал и дали е ова можеби последица на големо влијание на руските хибридни операции и во медиумите и во политиката? Да не заборавиме, ние имаме и парламентарни партија и вонпарламентарни партии, освен партијата Десна, Родина, се тука Единствена Македонија, па и Левица, кои што отворено изнесуваат проруски ставови и се против членството на земјава во НАТО, а и против генерално патеката кон која стратешки е насочена земјата за евроатлантски интеграции. Само на кратко, конкретно еден од обвинетите за убиството на малолетната Вања е член и на една од другите проруски партии. Значи не се само Десна во тоа обвинение и во тој акт на убиство, би рекол. Што сакав, влијанието во Македонија веќе тоа е тема за посебна анализа. Дали станува збор за влијание кое што во континуитет продолжува или веќе станува можеби збор за завршена работа? Добро, која е целта на Русија, еве, со овие хибридни операции, пропагандни операции, операции на дезинформации, и дали успева да ја оствари својата цел? Гледаме дека голем дел од јавноста има некакви антизападни сентименти насочени против НАТО, против Европската Унија. Секако тоа е последица и на други околности, нели, тоа што се случува во процесот на преговорите, ветото на Бугарија и така натаму, но колкав е успехот на руската пропаганда и овие операции на влијание? Јас би рекол исклучително голем. За жал. За малку на изборите во Молдавија ќе победеше опција која што е отворено проруски настроена. Во моментов се соочуваме со слична ситуација во Романија. Имаме една група на земји во Европската Унија која што се на некој начин исклучително блиски до Москва. Да не зборуваме за Западниот Балкан, каде што ги имаме и Република Српска, Република Србија, каде што е очигледно влијанието големо на Руската Федерација, Црна Гора, во која што исто има силни структури кои што се антизападно и проруски настроени. Конкретно за Македонија, Русија многу умешно го користи црковниот спор и идентитетскиот спор со Бугарија, би рекол, за пенетрација и освојување на тие, да кажеме, слоеви од општеството кои што се подложни на таков вид на влијание. Да се вратиме на референдумот за Преспанскиот договор. Тоа беше страшно очигледна интенцијата и влијанието, и имаше слични случаи како со Змеев, со тоа што не беа толку експонирани јавно. Тука беше јасно, мислам, Македонија да не стане дел од НАТО. Или доколку стане дел од НАТО, да има доволно елементи за пенетрација на државно ниво
каде што ние во НАТО би биле доведени во прашање во однос на тие безбедносни компоненти, колку нашите луѓе се, хајде да кажеме, чисти или ги имаат тие НАТО сертификати. Токму поради тоа, клучен момент беше после нашето влагање во НАТО, тоа прочистување на тие структури безбедносни кај нас, и кој има, а кој нема НАТО сертификат. Тоа е исклучително важно од овој аспект. Колку влијаат овие операции на Русија на безбедносната состојба во земјата и како може да се превенира ова штетно влијание? Па тука мислам дека многумина ја подценуваат моќта, капацитетите и значењето на нашето членство во НАТО. Јас би рекол дека Македонија е безбедна. Исклучително, значи ние сме дел од колективен безбедносен систем кој што е најсилен во светот. Дали тој има своји слабости? Да, има, очигледно дека има. Имаме пенетрација на сериозни непријателски елементи во истиот. Меѓутоа, за разлика од Македонија, во Софија таа пенетрација и во Бугарија е исклучително поголема на руските служби. Таму имаме патриарх на бугарската црква кој што е отворено на страната на Русија. Имаме политичари, они не може да направат влада 7-8 години. И тука може да се гледа дефинитивно влијанието. Имаме партии, големи партии, кои што во минатото воделе и влади, имале и председатели, во Бугарија зборувам, кои што денеска отворено на плакати на билборди, кампањата им беше Русија е нашиот сојузник. Така што кај нив е многу поголемо влијанието, а и они се членка на НАТО, они се членка и на Европската унија. Така што кај нас влијанието на Русија стана директно преку црковниот спор. Пред црковниот спор влијанието беше преку прокси елементите кои што доаѓаа од Белград, Република Српска и така натаму. Колку ова може да биде пречка за понатамошното членство на Македонија во Европската унија и дали, повторно да те прашам, дали има начини за да се спречи ова сериозно влијание? Начини дека има секако. Демократијата како систем со сите нејзини мани е најдобриот кој што го познаваме. Токму овие работи во моментов ова што го правиме со тебе е на некој начин појавување на информации, на работи за кои што луѓето можеби не се свесни, а треба да ги слушнат. Треба да бидат видливи за нив, треба да бидат присутни во медиумите. Едноставно не треба да се молчи на тоа пропагандистичко влијание со цел политичките структури кои што Македонија 30 години има тие насоки, членка на НАТО, членка на Европска унија. Ја мислам дека многу тешко дека ќе се отстапи од тој пат, дека ќе биде тешко во секој случај. Во моментов имаме специфична политичка констелација во Македонија. Меѓутоа тоа е друг еден елемент за кој што би ни требало можеби повеќе време да дискутираме. Нашите специфики се многу поразлични од тие на Романија, Бугарија, па би рекол и на Србија дури. Меѓутоа, нашето членство во НАТО е нешто кое што многумина го подценуваат од незнаење едноставно. Бошњаковски, ти благодарам за овој разговор. Благодарам на вас. Што има ново? Што има ново?